Марика лета со авион. Ама и Стево председателот лета. Поточно, него го летаат бугарите. Слаба точка му се бугарите. Борисов му е љубав и голема невозвратена, а бугарскиот председател Радев го лета каде сака и како сака, со неговиот председателски авион. Бугарски. Што време, не време. И во ова време не време кога бугарите бришат пот со нас, кога ги побугарчуваат Кирил и Методија и македонскиот јазик и азбука, Стево ја прифати понудата на Радев да се повози на неговиот авион. Да се повози до Ватикан. Баш на чествувањето на двајцата браќа просветители. Како ние да немаме наш авион мајката. А имаме? Па што знам јас? Не може да немаме, си викам, сепак сме држава. А држава сме стварно? Добро, може имаме авион, ама сигурно е расипан или нема гориво, а може му е дупната едната гума, па не знам, дреме тамо во некоја гаража, немаат резерва, може нашиве. А може имаме авион, нема дупнати гуми, ама немаме пилот во авионот и тоа може да е причината. И шо да преш да си на местото на Стево, нели во тој случај? Па мора да се снаоѓаш, ама баш со авионот на бугарскиот председател ли мораше да лета, со авионот на Радев. Истиот оној Радев кој не пропушта можност да каже дека сме бугари, дека јазикот ни е бугарски дијалект и дека сме создадени од Коминтерновската епрувета на Тито во 1944 година. На овој тип му дозволи да те лета, бе, љубави. На овој тип ме заебаваш. Не, стварно ме заебаваш. И добра, ај кажи како беше летот со Радев, а? Небото сигурно беше мирно по прашање за ветото и потеклото на Гоце Делчев, или може би за време на летот ве тресеа турбуленции кога виграше некоја бугарска стюардеса на шипка. Чекај, само да те прашам, ти, љубави, седеше до Радев за време на летот или онака те бапнаа кај куферите во багажникот? Оти со бугариве никогаш не си на чисто. А може немаше слободно место ни кај куферите, ниту кај патниците, па Радев мораше да те седне на... Не, сега не сакам да бидеме булгарни, односно безобразни, да? Уште ли не ги научивте бугарите, бе, љубави? Изгледа Господ кој делел достоинство и патриотизам вас ве држал заклучени во подрум. Освен ако бугарската стюардеса играла на шипка, не гледам друга причина зошто ти би влегол во бугарски авион. Подобро со тротинет да тргнеше во Ватикан. Малку ќе се помачеше до душа, тој ќе ти излезеше душа, ама па вака исто си ко без душа. И без топки волнени. А во политиката ништо не се добива без пар топки волнени. Ништо. Добро, и? Еве стигнавте со Радев во Ватикан со неговиот авион. И после, После Стево му го даде новиот дрес на македонската фудбалска репрезентација на папата на кој пишуваше Папа Франциск. Со К на крајот. А папата е Францис. Не се чита тоа К. Не е ковид упрашање од тоа К-то се закашлав. Ама на овие утнативе од протоколот, што беа пола кај Заев у влада и утнаа се што можеше да се утне, изгледа оваа утка им беше ко погодена. Една буква кон една. Ша има везе? Па какви што се можеа на грбот да напишат на дресот и Папа was a Rolling Stone. Или да напишат Папа Николау Тести, тоа може. Остај ги, бе, само едно К утнале, бе. Добро е, бе, може ли боите да ги утнат ко вас е флексибл во спотот за Евровизија, па после да се вада дека тоа било уметничка инсталација, нели? Стево гарант му рекол на папава: љубави, ти го поклањам овој дрес да си го облечеш, можеш и од озгора на тога, мислам на мантијата кој ќе игра нашата земја на европското, нели? Пошто Аргентина твоја, пошто папава нели аргентинец, пошто Аргентина твоја, бе, замисли, бе, не игра на европското, бе. Не успеа да се пласира на европско и ти сега, драг папа, немаш за кого да навиваш. Лили. Ау, Стево на папата му направи со ова за аргентинскава репрезентација таков тонш, така му фати сеир на папава, мислам така папава се осети малку непријатно што Аргентина не се пласирала на европското, ако имаше воопшто поим
нели за какво европско му зборува Стево, оти папава е човек во години, лева рака е на Свети Петар, кај има тој време фудбал да гледа на толку несреќни гладни и ковидосани по светов. Абе нема време. И така Стево му го даде дресот и сигурно му рече: баце, само облечи го кој играме, не мора да ја пееш химната, зашто некои кај нас и не ја пеат, а има и некои па ја пеат, ама скрос ја утињаат. А има во нашава химна до душа нешто така гоце, моце, шуми, гори, езера, реки, ама тоа не е битно, папа. Кога ситници како химна биле битни, најважно е дека те поздрави Зоки, мојот шеф, многу те поздрави и рече да навиваш за нас против Холандија, зашто после Бугарија со нив ки имаме спор, со холанѓаните ки имаме спор. Да бе, ако бугарите ни го тргнат ветото, некојаш после гарант холанѓани веќе ни стаат вето за марихуаната, но или им влегуваме во пазар. Му викав ја на Зоќе да садиме лалиња, ама он вика: ја на шо ти личам бе тебе, кај се видело лале да се пуши. Мислам, ја кажи му на папата да навива за нас, ети дрес му однесе, ама сте го пишале на кирилица. А ја ќе му се јавам лично да телефон, знам ја латински, мислам, тоа е она што се пише на латиница, сум учел заедно со англискиот и го зборам као англискиот, мислам. И следниот пат, не му носи тие глупите дресови што се носат врз бела кошула. Однеси му железни опинци. Тоа е вистински сувенир. Символизира колку ние како народ сме упорни во решавањето на европските проблеми. Па ја еве, на пример, кој ќе решам некој проблем, па то бетон бе, па се е бетонирано бе. И така Стево везел за најважни споредни работи, а папава само трепкал со очињата и барал помош. Барал помош од сите, ама најмногу од Свети Петар, да го спаси побрзо од Ликов. И Стево видел дека Тенка му е приказнава кој секогаш, па го оставил бугаринов Радев да си позборува со папата за државнички работи, нели околу Кирил и Методи, бидејќи Стево изгледа таму беше отиден во Ватикан само дресот да му го однесе и поракава од Зоќе Заев. И после се дозна дека на враќање Радев го прашал Стево нели кај да гостават, а овој рекол: вози ме за Софија, од ја после од таму ќе си фатам пешки да си се прошетам малце, да се надишам воздух, нели? Радев мислел дека овој нешто го прца и одма сакал да го симне од авионот, ама еден од советниците му рекол дека не е добро што некој што се вика Стевчо или Стево, нели, да го симне од авионот пред полетување, не е културно, не е убаво. После тоа Радев бил пак бледо-зелен, додека у авион Стево раскажувал вицови за тоа како седеле со Бранко и пиеле виски, а кога Стево се опил после првата коцка мраз, а Бранко бил трезен после 3 флаши виски, и така се додека не слетале во Скопје. А папава Франциск посредбата со Стево го закачил вела дресот во шифонерот и на него напишал како подсетник: овој дрес да го облечам која ќе игра Македонија против Австрија, зашто оној Курц повеќе не ме прави среќен. Слави Трифунов се чуди како тоа Бугарија им дала 100.000 пасоши на македонците, а се попишале само 3.500 бугари или негде 0,6% од овие попишаниви. 0,6%. И бараат уште во устав да влезат. Абе, кој устав? Устав. Овој. Абе, Слави, не е доволно само да дадеш пасош. Треба и срце да му дадеш на човекот. Ама вие некако срце не покажавте до сега. Обично имавте околу 1600 бугари во Македонија порано, така што се кажува. Значи, со целата негативна кампања на побугарчување што ја правевте на македонскиот народ, со сите закани и блокади, успеавте во изминативе 15 години да ја кренете бројката на дупло. Што, морам да признам, е одличен успех за вашата пиар стратегија и потрошените пари. Еве, во следниве 15 години ќе бидете можеби околу 7.000, нормално ако вие 3.500 бугари нели се размножат квалитетно, ама судејќи по вашите стапки на раз во Бугарија, нема да можете да ја поминете бројката од 4.000. Но, мој совет, апсолутно ќе се покачите во бројките, ако пожестоко се заканувате и ако пожестоко не блокирате во нашиот пристап во Унијата, а можете да употребите порадикални методи, нели?
Оти тамо некои ваши министри поранешни се закануваа со армија, со тенкови ќе ни влезеле, па не знам што тука. Го памтиме и тоа, не дека не го памтиме. Аве, Слави, ти си слушнал за институтот двојно државјанство или само молови и дурови разбираш, нели, како познат музичар и шоумен? Тоа значи дека кога имаш неколку државјанства и пасоши, ти самиот одлучуваш каде ќе се попишеш како доместичен, односно како земја во која си резидентно население. Да те праша нешто тебе преку Тасевски. Вие, кога им дадовте бугарско државјанство на нашиве, им побаравте да се откажат од македонското, а? Еве, дали им побаравте? Изгледа не. Па јеби га бе, Слави, шо викаат србите. Тоа е малку премногу, нели сепак не сме кај Тодор Живков мајката, во Европска унија сме. Па што сакате сега бе? Овие луѓе на кои што сте им дале државјанство, тие се по националност македонци, но по професија се бугари, чиста работа. И затоа кога ги прашале на пописов наш преварански, нели, како се чувствувате вие? Нормално си рекле се чувствуваме како македонци. И имаш ти среќа што е така. Оти можеш овој директоров на пописот и тоа да ви го скрати. Па кога ќе ги крати македонците по инерција да скрати и некој бугари. Значи ако скратил 130.000 непопишани македонци, тогаш можел и некој стотче од Бугарија да скине. Да ти кажи уште нешто тебе, преку Тасевски. Еден совет бесплатен. Бидејќи фалат некаде околу 130.000 неизјаснети македонци на пописот. Ти сега тераја тезата дека тоа уствари се бугари кои што од страв, што им правиме терор тука во Македонија, затоа не сакале да излезат да се попишат бе. Да бе, еве идеја ви давам бесплатна бе. Тоа е вака малце у ваш стил. Кога нешто не во иде по кеф, да бе, тоа дека македонците терор им правеле на бугарите во Македонија, мислам тие 0,6% кои што се изјасниле за такви. Затоа терајте си, иако тие тези ваши се измислени и веќе сите од нас знаат дека, нели, ги измислувате на дневна основа. Изгледа да се малку повеќе од пасошите што сте ги дале, ама од каде па да знаеш? Можете заебал Зоќе, тој шејтане море. Македонец, Македонец гледа Северџан вади. Еве, јас уште малку да ти помогнам, нели, да ја помогнам на бугарската кауза. И уште еднаш да ти објаснам. Македонец е националност, а бугарин е професија. Мислам на овие кајна што се тука што имаат, нели, добиено пасоши од вас за да може да работат во странство, нели. Еве на пример. Турците во Бугарија си се турци по националност, ама бугари по професија. Исто така. Исто така и ромите. Да бе. Ама тоа не се мали бројки. Некаде околу 50% од денешната Бугарија и македонците во Пиринска Македонија исто така. И нешто ќе ти кажам, треба да снимаме филмови заедно бе. Слави, да пееме, да играме, да си ги почитуваме различностите, кои потоа ќе не сближат. Ама вие сакате со сила убајна. Со сила сакате од нас бугари да направите. Нема бе, Слави бе, не може бе тоа. Не бива таа работа бе. Ај сега ти направи се, мислам, ај биди Бред Пит. Можеш да бидеш Бред Пит? Не можеш да бидеш Бред Пит. Ма бе, може да имаш и 100 милиони, и 700 како Зеленски. Не можеш да бидеш Бред Пит. Можем ја да бидам Анџелина... Мислам, погрешна ми е малце, Слави, споредба, ама сега ме разбра, нели? Шо ми е компарацијава? Затоа бе, брат, угледај се малце на Азис. Гледај си ја музиката. Направи некој дует со Сузана Гавазова. Доста се бавтеш со политика. Виде како рикна. И вместо да бидеш премиер, сега си пак ко мене. Телевизиски лик. Ете, звезда ако сакаш. Што им соли памет на граѓаните. Кој како? Јас со Вегета, ти со Буковец или обратно. Ама, тоа е тоа генерално. Пендер кон наш, голем маш, фатил глушец зао паш, па го вртел, па го сучел. Знаете на кого мислам, така? Оној познат како Љубави, на оној бугарскион лева рака десен джеп Бојко што му рече, нели, Љубави.
пиел раке и јадел посебна салама со граѓаните, пренесуваат провладините портали кои работат на ликот и делото на преседникот на Севернава држава. Поред неговите изјави за граѓанството за време на предизборната 2016 година, насловот на веста би требало да биде вака: Председникот заедно со народот, наречен од негова страна стока. Епа со таа стока председнико мезел млада детелина и пиел вода од кофа. Слаки, ти си јадеш вино на пондила, тревка, зопца, јачмен, водичка, овој од кофа бе, Слаки. Мези млада детелина и од јонџата мези со граѓанството. А знаете дека млада детелина е многу опасно да се пасе, затоа што нели после од младата детелина стоката се дуе. Може да псоиса, не сериозно, ако се смеам. И ако сакаш да и направиш попис после на стоката, да им пукнал овој меот од детелината. И нема попис, мислам не можеш да ги попишеш. Отишла јабана. И сега наместо тој да се бави со државнички работи, секој ден се шета по Западна Македонија, веројатно нели се чувствува должен за гласовите што ги доби од Али Баба и од ликот што ја прогласи короната за умрено, за да биде нели лево сметало и послушник на Зоќе Муртински Almighty Unfuckable, наместо да биде председател на сите граѓани. И сега се промовира со финти, темек не му е проблем да јаде посебна салама со неколку чипирани СДСМовци, додека Бугарија го однесе и последниот македонски идентитетски атрибут и ги побугарчи Гоце Делчев и царот Самуил. Но што да се очекува од човек кој велеше дека народот ќе му ја извади душата на оној што ќе го смени името, а самиот тој учествуваше во таа промена на името? Карактер е тоа бе! Карактер пар екселанс! Баш како Бојко љубави. Ама Бојко за Бугарија душа би ни извадил, ама ти љубави за Македонија ништо не би извадил. Ништо. Гола вода. Веројатно ти мислеше кај ќе му оди душата на оној кој ќе го смени името. Стварно, председниче, кај ќе им оди душата на тие што го сменија името на Македонија, а? А кај ќе им оди душата на оние кои што ставаат семејни насилници, кои тепаат жени за амбасадори, при тоа велат, па нема врска тоа, бе, па што ако тепал жени, па само еднаш е осуден за тоа. Значи од еднаш не се стануело насилник, а ова ако тогаш се станува од еднаш, а? Се станува на работа од еднаш. Тачерина се станува. Абе нешто мене ми е познато оваа приказна. Од еднаш не се стануело, нели, а? Ви текнуе? Епа, не се стануе ни председник од еднаш. Затоа ти два пати се кандидираше. Вториот пат со Амин на овој од исламската верска заедница што јасно кажа дека наредил по џамиите да се даде абер ти да си председник. Тоа така е еднаш, само регуларна, легално, европски. Европски, тоа е по сите европски стандарди. Која нели од позиција на верски лидер, кога им наложуваш нели на своите овој верници за кого да гласаат, тоа е многу по сите стандарди на европските овие гласачки машинерии. Така. Затоа сега благодарници на сите страни од тебе кон зелените еколози, дури и градоначалничкава на Тетово која спискала 20 милиони државни пари, ја испрати амбасадорка во Европа, бе. Опасен си, значи ти е. Мора да ја кажеш фала. Па и ги памтиш говорите од Тетово 2001 против славо македонците, а? Ги памтиш што збореше? Памтиш? Па ти тогаш беше портпарол во полиција, ако добро се сеќаваме, така? Да, бе, председателе, бе, па ти у полиција работеше, бе, да, бе, видиш, како. Ти текне дека у полиција Злаки работеше, председател, ти текне, па да, се нормално дека ти текне, бе, да, знаеш ти тоа, стока, јонџа, детелина. Вие у полицијата сте супер, морам да признаам, полиција на Северна Македонија, двојазична. Све у главите на ВМРО-вците, а и у разузнавање сте добри. Само понекогаш ги мешате ингеренциите, тие што треба да работат надвор, а се по твоја юрисдикција шпионираат дома. А и тоа руски дипломати, нели? Па самиот Таче го кажа тоа во интервју. Ама кој го заболе за тоа? Бе, битно да власта да си тече ова. Тоа што народот очи неќе да ви види, тоа што судството има 8% доларва кај народот, тоа што ќе немаме леп, зетин, струја, газ, а ќе имаме инфлација, криминал, безработица,
Што ти е гајле бе за тоа, мислам, глупости. Битно Зоки и пријателите од калето да се среќни бе, кој го онади народот, па нели народот е стока, бе, бе. Тај од детелина, од детелина, немаме детелина, можеме кактус исто да пасеме, не е проблем. Ако Киро Глигоров како председател беше чиста десетка, Борис Трајковски одлично деветка, Хорхе, се послаб, така? Бранко, па уште послаб за двојче. Ти си бе, брат, чист кеца, бе, Бандера! Бандера! Шо викаат во Прилеп, Бандера, знаеш ти Миле Машала, све што видел напучено, го е бал. Пази да не те види Миле Машала, многу си ми некако изложен. Ај, Миле Машала, гај го Миле Машала. Да видиш, Джумер кој ја раскажува таа приказна. Се што видел напучено, све е бал. Ко сите позиции, значи, падна бе, човек, како да ти кажам, на испитот председател, падна. Ните бива за надвор, ните бива за натре. И ако се случи сам да излезеш на избори со својот лик и дело, а не со некакви бугарски возови, со, нели, помош од косовски автобуси, мислам, од содржинава на косовските автобуси, ќе бидеш оддуван ко балон со хелиум и никој нема да те памти, барем ние не македонците, овај. А овие други ќе викаат супер ни служеше, бе, одличен дечко, мислам. Ние, а она, мислам. Едноставно, човек, некои луѓе го немаат тоа во себе што се вика Македонија, а добро служат. Да, добри се за тоа, мислам. Слуга покорни! И тоа е таки напливна инспирација, не ми зимајте за зло. Епа, овде е обратна тезава. Вие што сте елитата сте слуги, а ние стоката држиме до себе. Вие елитата сакате да клечите и да правите хонолулу, ние сакаме да пружиме отпор. Мала разлика, ама многу битна. Значи и стоката понекогаш знае да биде многу покорисна. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел еменке путем бершенге, вел еменке путем бершенге, биджуко машкар џијаненгоро, јек